Сашко, каратист Вукашин Јовановиќ само што ви донесе од Бразил злато за Криву Паланку, а ми од Куманово и ми ви нешто донесесмо. Не доваѓамо со празни руки. Не е злато, сребро, не е ни бронза. Ама ово е книга како Куманово продолжува да се менува. Ако го немате, ако не ви го е даја наш градоначалник Максим Димитриевски, еве ми ви го поклањамо од срце. Фала ви многу за поклонот, еве ќе имам можност да ја разгледам. Иако искрено, без да звучи навредувачки, ја не сум сведок дека Куманово се менува. Не се менја? Па мојот Не се впечаток, менја ни на полошо? па можеби на полош. Мојот впечаток за жал е така, иако нели важи за општина која што е најголема во државата и која што верувам дека со можностите кои што ги има и пред се буџетски е многу поголеми од општина Крива Паланка. Буџетски, дали знаете, Сашко, дека моментално на сметку на општина Куманово има само 300.000 евра? За споредбу, пошто тој су јавни подаци, можете да ни кажете колку имате ви на сметку? Видете, тука и кај нас состојбата не е многу добра, поготово последната година, каде што генерално ликвидноста на голем дел во општините, па и на државата, гледате дека е во многу лоша состојба. Ние се бориме, менаџираме секојдневно со предизвиците, со проблемите. Општина Крива Паланка важи за мала општина, со многу лимитирани, ограничени буџетски можности и навистина е сериозен предизвик да се води една таква општина, а од друга страна секојдневно да испорачувате резултати за граѓаните и пред се да не ги разочарате во сето она што било дадено како нивно, односно нивно ветување во самиот изборен период. Ондак, што ти требаше овој да се упуштиш у све овој? Питаш ли се некато онакој интимно дома, што ми требаше со овие, како ги викате ви политичари, предизвици? Видете, често поставувано прашање, прашање на кое што искрено јас некој пат не можам да се дадам одговор, зошто и кои беа мотивите, причината за да одлучаме и од 21 и сега во 25 година по втор пат да се кандидирам. Во 2021 некако амбиентот, климата, атмосферата во градот налагаше така, расположението кај луѓето беше дека едноставно дека можеби Сашко е опцијата за да во следниот период да го води градот. Уште повеќе верувате дека тој тогашен предизвик и сето оно што успеавме во претходниот мандат заедно со мојот тим, со општинската администрација, да го исполниме, да го реализираме во градот, во 2025 година сето тоа некако природно се наметна кај луѓето дека едноставно градот и нема друга опција. Нешто кое што за мене верувате дека од една страна ми причинува гордост и ме прави среќен, но од друга страна одговорноста е многу поголема во еден таков момент. И сега да се вратиме на клучното што ми требаше. Видете, за мене љубовта кон градот е нешто најсвето. Тука покажуваме дека ако си ја сакаме Крива Паланка, си ја сакаме и Македонија, си ја сакаме и државата. Тоа многу често сум го покажал дека си ја сакам Крива Паланка, си ја сакам Македонија. Тука сум роден, тука е мојата фамилија, тука имам пораснато, тука се моите корени и едноставно сакам да бидам дел од оваа приказна, во која што утре, после одреден временски период, некој ќе каже Сашко беше тука во даден момент за градот со целокупното негово знаење, со неговата посветеност и се бореше за овој град за да денеска или после одреден временски период изгледа така како што изгледа. И за мене верувате дека тоа е најголема награда. Ако успееме после даден временски период со нашата работа, преку нашата работа, да ги исполниме очекувањата на луѓето, а од друга страна, да си ја промениме Крива Паланка и да си ја направиме сите
да им го разбудиме тоа чувство на гордост на сите наши кривополанчани, да се сакат Крива Паланка многу повеќе од тоа што било претходно. Ја верувам дека во тоа успеавме и претходно и денес успеваме преку нашата работа. Добро го менаџирате град, добро соработувате с ИПА фондови. Тоа е уствари едно менаџерство и покрај тоа што доваѓате, нели, ипак сте партиска одлука биле. И 21 годину и нели 25 годину за втор мандат. Кад викате очекивања градоначалниче на луѓе у Паланку, имате ли заправо прав фидбек и праву слику што су очекувања на граѓани на Паланку, без разлику, сега не збориме колку е голема една општина, затоа што очекивања, ми сме североисточен регион. Точно. Очекивања Најсиромашниот регион во државата. Да. Најсиромашен? Да, најсиромашен Да. североисточен. И добро, сега немате паре, а ми доваѓаме у Паланку денеска и гледамо дека е чисто. Како се справите со светот? Ние уствари дојдемо да препишеме од вас. Пошто сигурно имате некој приручник. Видете, љубовта кон градот. Нема га... И наш градоначалник сега сака град. Да. И он има љубов кон градот. Не е љубов. Нешто друго е. Не, видете, се потекнува и тргнува од љубовта кон градот. Втората работа е посветената работа. Нели е способност на луѓе, Во спомнасте втората- општинску администрација, не сте ви сам. Не Точно, може Сашко точно. Митовски само да га сака град и град да процвета. Видете, втората работа, вториот битен сегмент е посветената работа. Колку дел од нашето време посветуваме на сето тоа што значи работа кон градот. Нашата позиција, односно јас така имам сватено, нема работно време и нема работен час. Ние сме тука во служба на граѓаните од утро до вечер. И верувате дека така се имам поставено и во 21 година. Нема потреба да ме убедувате. Да, Ја ви викам и- подкаст да. ќе го снимам у 12, а ви ми викате на телефон, ама јас сум на работу до 4. Да. Значи не фаќате кривине. Не, никако. Значи, И покрај тоа што е Паланка крива. да не звучи лична фалба. Ја во изминатиот период многу малци имам користено годишен одмор. Многу малци имам користено слободни денови. Да не речем, речи си ич. На работа сум и сабота и недела. На работа сум во доцните вечерни часови. На терен сум постојано со граѓаните и сето оно што значи нивен проблем. За мене нема поголема награда, односно нема поголема среќа кога вечерва се легнам дека знам дека денеска преку мојата работа имам решено барем еден проблем на граѓаните на Крива Паланка. И тоа за мене е наголема работа и така тоа ми исполнува. Едноставно ми Лесно вие на исполнува. вас, Сашко. Видите какво имате зеленило, па имате метежево, па ски центар у Калин Камен ке правите. А ми што имам? Лесно вие на вас да не идете на годишен одмор и што вика премиер да си останете овдека. Не ми беше контекстот тоа, мене ми беше контекстот дека оно што сакав да го доловам за гледачите е дека посветената работа и љубовта кон работата на крајот денот, колку и да е тешко, секогаш дава резултати и секогаш тоа луѓето го гледат и го препознаваат. Ја навистина сум посебно среќен и горд во едно такви тешки околности кои што беа последните локални избори и каде што изборните резултати во државата беа такви кои што беа за мојата политичка партија, на крајот денот граѓаните на Крива Паланка за таа посветена работа ме наградија со дупла двојна одговорност која што за мене, верувате, е света обврска. И нема ништо посвето и во следниот период со сето оно што го правиме, со сето оно што сме го дале како збор пред граѓаните на Крива Паланка, да ги исполниме тие очекувања. Ја можам слободно да кажам дека денеска Крива Паланка е позитивен пример. По многу примери позитивен пример. Зошто? Затоа што го кажав тоа на почетокот. Успеавме кај моите кривопаланчани да го разбудиме чувството на гордост. Денеска кога се спомне Крива Паланка, сите се гордееме, сите се ја сакаме многу повеќе од тоа што било претходно. Не велам дека Сашко е заслужен за тоа, ама на некој начин преку нашата работа, преку чувството за локал патриотизам, што значи
да си го сакаш градот преку работа, да си го моделираш, да го менуваш секојдневно градот. Денеска моите криопаланчани кога се спомне Криопаланка, сите се со посебна гордост си го гледат. И за тоа, заверувате, за мене тоа е најголемата награда. Сваќам го сега поенту. Последни подојде у Паланку лично. Подсети ме што беше, молим те, повод Северина кад беше гостинка. Дали беше празник на ослободување на град? Не е празник на градот, тоа е односно на 28-29 август, успение на Пресвета Богородица и нашиот заштитник на патронот на градот Свети Јаки Мосоговски. Вообичаено тогаш на крајот од месец август ги правиме тие големи музички настани. И после по-дугачак период доаѓам у Паланку, нели, приватно и на еден, ајде да го кажеме, концерт, мада сега има што да се види и чуе и на културно лето паланечко. Точно така. И иду такој меѓу луѓе и застанувам случајно до едну групу на, ајде да ги кажеме, дедовци, нели, повозрасни сениори, паланчани, и правиме муабет, нели, опуштамо се, веќе пиемо по едно пиво и правиме муабет, и они нормално прашувавме од куде сте, ми кажуваме дека сме од Куманово со друштво, и они викав: видите ли што наш Сашко прави за град. Од друга страна имате, па ја би кажала, доста старомоден пиар, односно не ga консултирате чат GPT да ви пишуе штури соопштенија, како сви политичари што правив. Денеска остваривме средба со Северина и се заблагодаривме што беше гостинка на нашето културно лето или на нашиот празник. Старомоден, кад ке кажу, тој значи дека не сте интрузивни, него ако има резултат, ви го кажете, ако пари су добиени од негде, ви транспарентно ги покажете. И интересираме, спомнасме го општинску администрација, спомнасме дека за тој треба тим, али интересираме како единствени сте у Македонија, што ме подсеќате на овога селектора на босанску фудбалску репрезентација, кој кад не постигне некој резултат, каже ги на играчи да се поклонив на публику за поддршка. Една слика има Сашко Митовски стои с кишобран, с чадар, викамо ми у Куманово, док граđevinски радници работив и поправљав, нешто санирав. Дали беше фотографија од после поплаву, имате ви многу страшни последици од 2023 годину или не знам, али ја би ишла и корак подалеко. Ја да сам у ваш тим, ја би ишла, направила би и сајт, и веб-сајт, што не направивме и зошто не направивме. Имате ли време да се посветите и директно да давате предлози и решења, што е најважно, на ваш тим, за како да ви изгледа цела тај пиар кампања? Па и кад ве величав од опозицију, односно од власт данашни. Видете, ај ќе почнеме од тука, значи секоја критика и од опозиција, од позиција, од граѓани е коректив на нашата работа. Јас сметам дека секоја критика е во добра насока и треба да ја прифаќаме, затоа што единствено само така можеме да се подобриме во нашата работа. Што се однесува до PR тимот кој што работи покрај мене, ние се координираме на неделна и на дневна основа со PR тимот, на кој што одредуваме одредени приоритети кои се во текот на работната недела, но секако водиме аспект и сметка сето тоа да биде на автентичен, уникатен начин, на кој што на некој начин од пред се ќе ги испрезентираме сите оние активности кои што ги работи општината, вклучително и јас. Секако, тоа да не биде на досаден традиционален начин, да се допадне на нашите поддржувачи, од друга страна да го предизвикаме нивното внимание, да се заинтересираат за сето она што го работи општината, и верувам дека успеваме. И да се уклучив, не само да се заинтересира. И верувам дека успеваме да го правиме на автентичен, уникатен и различен начин од сите други. А еве ќе спомнете фотографијата со чадорот, која што верувам дека
е од последните неколку месеци се однесува на изградбата и реконструкција на централната градска улица Свети Јоаким Осоговски, еден голем проект за градот со кој што го ја обновивме централната градска улица и што значи символиката на самата фотографија. Се градеше централната градска улица, кај што кажав, целосно обновена и реконструирана, а при тоа ја обновивме и атмосферската и фекалната и дел од фекалната канализација. И во една таква ситуација, нели, самата градежна активност бараше откорнување на целокупниот асфалтен слој, поставување на нови инсталации, градба која што на луѓето им причинуваше нервозна реакција при секојдневното нивно функционирање, затоа што се соочишме со период на дождови и едноставно улицата беше оневозможена за нормално функционирање подолг временски период. И во една таква ситуација имаше секојдневни реакции од луѓето, што се за мене разбирливи, дека не можат нормално да функционираат од тежните услови на бизнес заедницата, но во една таква ситуација, што беше испраќањето на пораката со фотографијата на лице место. Колку и да се тешки проблемите, ја не бегам од истите. Јас сум тука со работниците, со луѓето, ја ги гледам и ги делам истите проблеми кои што ги делат и ги мачат моите сограѓани. И сакам да испратам порака дека не бегаме од проблемите. Ние сме тука за да ги решаваме проблемите на граѓаните. Верувам дека преку една таква фотографија која што значи одредена символика, пораката има допрено до луѓето. И луѓето тогаш ме критикувале. Многу доцна се прави улицата, зашто се должи, на што се должи толку бавната и спора реакција, ама од друга страна, луѓето виделе дека и покрај тоа има некој кој што е тука, на лице место со градежните работници, води сметка за проблемите, односно за брзата реализација и на било какви проблеми да се соочиме во тек на една град. И сега на оно што го спомнавте како поплави во 2023 година. Тој апропо дека и вчера имаше невреме и у Паланку и у Куманово. Да. И нели, само тука не е доволно да се напише само од градоначалнички пиар тим, екипите се на терен. Да. Нити па треба, ја мислам дека не треба. Никад не сум видела у ваш пиар да пишуе оној такво соопштение. За ова се криви претходните власти. Не. Ви никад не сте обвиниле. Не. Никога. И нема никогаш да обвинам. Значи, видете, никогаш не го посочувам прстот дека некој друг е виновен. Одговорноста во моментот ја носиме ние, исклучиво ние. И не барам причини и оправдување за секој наш евентуален неуспех. Ја мислам има случајно да се извинам на граѓаните за одреден наш пропуст. И тоа е доблест и тоа е големин. И само исклучиво така можеме да ги менуваме, да ги подобруваме работите. Ако добро гледам дека го следите и мојата работа и сето оно што го правиме, од 2021 година ја моите политички противници ги немам никаде споменато. Нигде. Ни со еден прес, ниту еден, и нема да ги споменам. Не. Значи до крајот на мојата работа нема да барам виновник во некој друг. И верувам дека тоа е единствениот начин на кој што граѓаните го поздравуваат при нашата работа. Ич да не го поздравлев. Ич да не го поздравлев. Види се. У Паланку кад се дојде се види. Тој су резултати. Што има да збориме? Драго ми е што ви имате приметено сето тоа. Да. Сакам нешто друго да, нели, тука кога ги спомнавте поплавите 2023-та. Дајте некој рецепт како и ми да се справиме. Не само А не да немате такви поплави како што имавме. Дај Боже да нема. Ама ви никад не сте кажале што да правиме, немамо атмосферску канализација. Тоа е било такој и такој. Кој знаеш колку време ќе биде сиромашна општина. Сакам само тоа е суштина. Тоа да, значи никогаш не се жалам и не ги барам. Значи ја никаде немам кажано колку ни е салдото на општината и дека луѓето Кажите сега у подкаст, да, кажите. Луѓето, колку ви е салдо, поголемо ли од не е многу помало, значи дури невозможно како менаџираме со една таква. Прави обструкција од владу, малце. Видете, може да се каже дека има обструкции, но пак ќе се кажем, нема да се да бараме оправдуваме начини, туку едноставно ние сме тука, луѓето не да ги слушнат
проблемите. Луѓето сака да ги видат решенијата на проблемите. Ние можеме да сервираме на дневна основа милион и да генерираме милион проблеми. А умешност во нашата работа е како да ги знајдеме решенијата. На крајот денот, луѓето не треба да ги знаат проблемите. Луѓето треба да ги видат решенијата на проблемот. Апсолутно. Сакам да се вратам само нешто што особено сум гор го спомневте веќе и го зачнавте како тема. Тоа беше поплавите 2023 година и имав уште една таква ситуација, тоа е 2025 година, која што и централното градско подрачје од градот беше зафатено со огромна огнена стихија и двете тие, ќе кажам, можем слободно да кажем, сериозни проблеми, предизвици пред кои бев лично исправен. Луѓето верувам дека тука беа клучни кога ја носе одлуката и на се она што беше како перцепција створена во јавноста, зошто и на кому треба да му дадат повторно довербата. Градот беше исправен во поновата историја пред два најголеми предизвици. И 23-та година со поплавите, 25-та ги исполнува со огнената стихија, во кој што беше буквално зафатено централното градско подрачје и директно во опасност многу човечки судбини животи, а и од друга страна и домаќинства. Во една таква ситуација се покажа мојата лична умешност на менаџирање на такви проблеми. Прв во редот, во кој што директно давав команди, насоки и верувате дека за помалку, односно само ќе го спомнам пожарот. Државата не можеше да се справи со пожарите минатата година, цела држава не изгоре. Ние во Крива Паланка со еден таква огнена стихија успеавме да се справиме за помалку од 7-8 часови, за да вечерта во 18 часот излезам на преси да кажам градот е ставен целосно под контрола. Или во 2023 година кога градот и тогаш за прв пат си имам толку многу исплашено лично, затоа што кога застанав пред сето оно што беше зафатено таа водена стихија, кажав ја што ќе правам сега. Не сум едноставно прв пат во животот имав таква прилика во кој што се најдов тотално исплашено, викам, соочен со силину на природу. И викам јас стварно не знам што ќе правам. Господ ми даде сила, Бог ми даде сила, со поддршка од сите страни, со правилно менаџирање на целата таа криза, да успееме, веруете, за помалку од 24 часа да го вратиме сијајот на градот. Ама не од канцеларија, туку од терен. Со екипите, со луѓето и на крај, кога успеевме тоа да го направиме, кога објавивме фотографија дека градот е вратен во нормално функционирање, сите не верува како може од тоа што беше пред само 24 часа, за 24 часа се да биде ставено во нормал. И можеби тоа ја отсликува мојата работа и начинот на кој работам за градот. Па не можеби, него сигурно теренска работа. Оно што спомнасмо, еден вид како човек што ги обединуе луѓе. Некој што никад не е кажаја ми паланчани, зема смо вига бастион на СДСМ, украде смо вига од Куманово. Не мешате партии, покрај тоа што партија нормално дека ве поставља на определени функции, да ги кажемо, али ви се некако абстрахирате од едну функцiju, а сте ипак функционален. Што сте по професију, не сам ве прашала. Дипломиран економист. Економист. Добар многу менеджмент. Не знам дали затоа што идете у не знам германски, од сви јазици најне го знам германски, дали затоа што идете у, како се чита, Гросцимерн, да. Гросцимерн, тоа е у Германија, видите Сашко, не знам колку имате време да пратите што се дешава во Куманово, ама ви идете у Гросцимерн, а ми идеме у општину Чаетину, у Златибор. Не викам дека од тамо нема да се донесе искуства и нема да се направи размена на искуства. Али ако се све сведе на подпишување на меморандум за соработка со некој школу, а не можемо да се справимо с булинг и со оно што ни се дешава на млади, онда чему све тоа? Сваќате го суштина. Често гледам у ваши постови и у приватни фактички постови каде што викате дека
Многу е боле да најде Паланка начин да направи ски центар у Калин Камен, па макар аплицирале на не знам колко и земале колко грантови, него ли деца да ни виси по телефони. Многу е боле речно корито да го направите на Криву реку. Многу е боле трибине да ги обновите на стадион. Дали сте ви свесни дека Куманово не иде у тој насоку? И како да појдемо по тој насоку и ми мора да дадете некој савет. Еве ја како представник на Куманово дојде да ни дадете савет и за корито, и за спортски објекти, па за музеи. Ми имамо Кокино, ми имамо, плаче ми се кад ми се збори, Бислимску клисуру, ми имамо златни работи. За Соколану више не ми се збори. Соколски дом, па бар да го направи сва, што викаше Видиновски у подкастрување каде нас, бар да го направива сала за венчање, некоја интересна. Ништо. Зашто ми стагнирамо, а ви идете напред? Просто сам не сам завидлива по природа, ама љубоморна сум. Добро, генерално многу ми драго е што вашиот впечаток за Паланка е таков каков што е и кој што го дела, да, тоа мислење го дела тип поширокиот дел од јавноста. И верувам дека пак ќе се вратам на истото, дека за мене лично тоа е најголемата награда. Ги напоменавте проектите кои што ве добро ги следите, а со кои што верувате дека ја моделираат, ја минуваат Крива Паланка во последните неколку делови, а истите се дел од една поширока визија каде и зошто после временски период треба да ја најдеме и да ја видиме Крива Паланка. Оно кога тргнам да, нели, како визија, што сакам у мојот мандат прв, односно сега во вториот мандат, водев аспект од една единствена причина, каде да ја видиме Крива Паланка после одреден временски период. Ние можеме да работиме на проекти кои што инфраструктурно ја минуваат Крива Паланка, секојдневно, да бараме финансиски средства, да проектираме и слично, но многу повеќе за мене беше битно да изнајдеме проекти кои што ќе бидат во функција на локалната економија и привлекување на туристи кои што на некој начин ќе ја препознаваат Крива Паланка како туристичка викенд дестинација. Ја го споменавте Калин Камен, го споменавте речното корито, спортските трибини и сите тие проекти се дел од таа една поширока визија кој што значат привлекување на викенд туризам угостителски за нели Крива Паланка да ја видат како потенцијална точка. Тој што имамо ресурси, тие ќе ги користиме. Зошто сметам дека многу битно таа? Се помалку општини ставаат аспект на уредување и на подигање на зелени површини. Ние тоа успеавме да го направиме во последниот момент. Денес како се спомне Крива Паланка синоним за уредени подигнати нови зелени површини. Успеавме во еден мандат да си го уредиме целосно течението на Крива река во урбаниот градски дел. Еве денес ќе продолжуваме со тој проект, ја чекам до крајот на годината целосно комплетирано да го завршиме урбаниот дел на Крива река во градот да со изградено и регулирано речно корито и изградени пешачки патеки. Дополнително, покрај тоа што го уредуваме и го поврзуваме речното корито со пешачки патеки, работиме и односно потпишавме веќе договор за пешачка патека која што значи продолжување на веќе изградените пешачки патека покрај Крива река, дел 1 од Бабин дол и вториот сега што го спомнам договор. Да го спомну Бабин дол, тоа е до манастир. До пред манастирот. Сега продолжуваме нов договор до самиот манастирски комплекс Свети Јоаќим Насоговски. И што значи тоа кога зборам поширока визија? Од центарот на градот, односно од населено место Пегови Бавчи до нашиот манастирски бисер Јоаќим Насоговски, да шетате по уредено речно корито, да дојдете до манастирот и повторно да се вратите назад по иста една
таква пешачка патека. Овите ги опасно карти 200.000 евра нешто 200.000. Тоа е дел од една визија. Зашто ја гледаме Крива Паланка како потенцијална туристичка дестинација. Затоа што тоа што ќе го има во Крива Паланка, ќе го нема на останатите места. И да не збориме ред такви проекти кои што ја прават различна да биде Крива Паланка, од друга страна и позитивен пример во државата. Го спомнете и еве Калин камен. Јас сум потука посебно горд. Зошто? Затоа што успеевме преку еден мандат, преку конкретни чекори, преку конкретни активности да покажеме што значи потенцијал, развој и она што го нуди Калин камен. Ако од 90-та година сите говореле претходници, иако не сакам, нели, никогаш не го правам тоа и нема да го правам да го вперам прсот дека нема конкретно преземено ниту еден чекор. Ама денеска можеме да говориме со конкретни преземени чекори кои останува збор за Калин камен. Што значи тоа? Проектираме изградба на ски стази и ски лифт на Калин камен. Издадовме одобрение и водевме постапка, урбанистичко-планска постапка за изградба на два хотели кои што се веќе во напредна сериозна фаза. Во завршна фаза изградба на адреналински парк на Калин камен. Го реконструираме постоечкиот пат до Калин камен кој што е во должина од 7,5 км, инвестиција вредна повеќе од 1 милион евра. Изградивме 4 км од вкупната должина од 6 км на алтернативно патно поврзување на Крива Паланка со Калин камен преку селото Бс и Кошари. А зашто е 2 километра ви фалив? Па тие се најтешки за изvedба, ма и ги направиме и тие. Значи најтешки и теренот е најтежок за изvedба, ама имотно-правните односи со луѓето ќе треба да ги решиме дополнително. И што значи дека ќе имаме алтернативно патно поврзување кон Калин камен. Или ова се неколку битни чекори и заборавив и во завршна фаза е, односно пред согласност во Министерство за транспорт и урбанистичко-планска документација за изградба на викенд населба во Калин камен со 50 типски викенд куќички. Или сето ова соберено на еден пакет мерки и активности кои што се реализирани само во еден мандат. И тоа е што ја прави Крива Паланка различни, тоа е што е дел од таа визија која што ја зборам поширока, што е потенцијалот на Крива Паланка и каде сакаме да ја видиме и Крива Паланка во еден временски период. Ако спомнавме нели Калин камен, ја навистина сметам дека со целокупниот потенцијал, со сето она убавина која што има, со целиот тој раскош кој што го има Калин камен, верувам дека за многу брз временски период Калин камен ќе биде позната туристичка викенд дестинација точка во државата. О, Сашко, ќе ни ги земете сви туристи, што да кажу, еве, не сам више љубоморна, али молим ви се и покрај тоа што кажасмо дека нема да збориме, пошто не е тој ваш стил, а мој е, ама ради вас, еве, труду се од петни жиле да не ги спомнувају политички опоненти, али молим ве само, не ga више спомнујте збор горд и гордост, затоа што тој не припада на социјалдемократски ваш избор и дополнително, затоа што наш градоначалник за све вика дополнително, првенствено и во континуитет. А во континуитет знаеме што се дешава. Куманово продолжува да не се менува, како што кажасмо. Ај да ви честитам. Базен градски ви се упишаја конечно у катастар. И па, никад не викате дека за 45 години сви су криви. Знаете ли дека базен градски у Куманово е под хипотеку? Па еве и ние имамо некои туристички атракции. Да дојдете, например, да се бањате у наш базен, е единствен базен што е под хипотеку и покрај тоа што е бие упишан у катастар. Мал амфитеатар у музеј. И па никад не викате, еве, јас ова го направив, него викате Паланчани го направи овој, затоа што си ga сакав град. Нели? Секој успех е заеднички успех. Успех на мојот тим, успех на општинската администрација, а пред се успех на граѓаните на Крива Паланка. Затоа што верувате дека преку нивната поддршка ние црпиме нашата инспирација за работа и сето она што е како наша секојдневна комуникација со граѓаните на Крива Паланка е наша насока и коректив за работа. Еве го спомнавте градскиот базен.
само волјата и желбата да најдеме начини и решени како тој градски базен повторно да профункционира. Мислите преку бирократију да се пројде, да се ова... Како Како тој не е био у катастар? Кој да даде одговор на тоа прашање. Изграден во 1945 година и до ден денеска никаде во евиденцијата на Агенцијата за катастар на недвижности. Значи, видите колку години никој не водил сметка дека тој градски базен не бил впишан во Агенција за катастар. Јако посегнав, односно кога дадов задолжение на службите, да и најдеме начин како да го издадеме под долгорочна концесија, наидовме на проблем, викат, па видете, ние тој базен го немаме впишано во никаде го нема во евиденцијата на катастар и ние практично таму имаме ливада. Па ги баравме начините, ги баравме кои се механизмите за да го впишеме, дали може воопшто да го впишеме и верувате дека А е под ингеренција на општина, нели? да, под собственост на општината. Што да ви кажем, значи сериозен пропуск низ годините назад. Па ги изнајдовме сите проектни документации, ги изнајдовме одобренијата ги ископавме архивите на општината, ископавме архиви на комуналното предпријатие, па одржавме составници со Агенцијата за катастар во кој што тие ни дадоа насоки што треба да направиме, што да обезбедиме како целокупна документација, за да и никој кој што не веруваше успееме да го пишеме во Агенцијата за катастар, значи после толку години, да спроведеме постапка за издавање на подконцесија и еве денеска да имаме млади криопаланчани кои што имаат и желба и визија и волја за да од следната сезона тој базен биде ставен во функција и по толку години Криопаланка да добие нов градски базен како што му доликува на градот. И пак ќе кажам, и тоа е дел од една широка визија и тоа е дел од љубовта кон градот затоа што и тој градски базен повторно ќе привлекува викенд туристи кои што ќе гледаат Криопаланка како викенд дестинација. Сигурно ли не ми личиш на човека кој све тој га прави ајбе тамо види тој и заврши ми га по телефон. Не, него лично с луѓе да стварно да се најде решение. Од друга страна, што да ви кажу, ви немате Луна парк, инспекција слушам дека ви го затворила. И за тој не вртите телефони да викате зашто праќате инспекцију, него викате аман луѓе, па ово е добро за наши деца. Зашто праќате инспекцију кад све си е по прописи, све си е добро? Значи базен може да биде с години упишан у овој, каде су туја инспекција? Видете, знаете што ја видовте мојата реакција на социјалните мрежи кои што се одмерено беше. Одмерено, да, кој што се однесуваше за затварањето на Луна паркот во кој што ни дојде само пред 20 дена и за радосна, за детската радост. И тука сакам, кога ги спомнете дечињата, кога спомнете детска радост, нема поголема цена и нема поголема награда за нас кога преку нашата работа правиме нешто убаво во кој што децата се радосни и среќни. Ја посебно водам сметка и аспект за сето тоа преку нашата работа да ги направиме среќни и радосни нашите дечиња, преку тоа тие да си го сакаат и нашиот град. Навистина ми е жално. Ја викам, ако беше најголемиот проблем во државата токму тој Луна парк, дајте да го решиме и да ставиме крај на сите проблеми. За жал, имаме многу поголеми проблеми во државата каде што треба да го трошиме и времето и енергијата. Ја никако не можам да го разберам дали како намерна или ненамерна порака затварањето на токму на тој Луна парк, затоа што имаме последователни некакви такви одлуки од инспекцијските служби кои што се насочени токму против вакви работи, кои што ги работи општината се во насока на детската радост и детската среќа. Како за пример сам и за информација на гледачите. Ние Криопаланка новогодишно ја красиме неколку години поред најавтентично, најуникатно во градот и по тоа е препознатлива Криопаланка. И за Великден и за Нову годину, да. Ги измотивиравме и сите останати општини тоа да го прават и пак ќе кажам, ви велите да не кажам, јас сум па и за тоа посебно горд и среќен, затоа што кога никој немаше храброст. Најдите синоним, не го викате горд. Никој немаше храброст да краси, да кити за Нова година, ја успеав да најдем и начини и пак Криопаланка да стане препознатлива и најубава за новогодишните празници, зашто тврдам дека тоа се моментите кои што на некој начин даваат посебна празнична топлина и убавени, дека ние треба да бидеме дел од причината на луѓето
сето тоа да биде така. Оваа година што ни се случи? Имаме новогодишни куќерки кои што се повеќе од 20 на број и распишавме јавен повик за изнемување, на истите ни се јави 16 закупци на куќичките кои што 9 од нив беа од Скопје. Замислете. Не ние да одиме у Скопје. Луѓе кои што кажале од Скопје, ќе идеме у Паланка, имаат јавен повик за куќички, ќе продаваме палачинки, ќе правиме греано вино или слично, било каква содржина, ама сме измотивирале од Скопје да додат да бидат закупци на куќи. И агенција за храна прави контрола. Не сите викаат, видите, овие куќички немаат услови за работа, ќе мора да ги затвориме, немаат за безбедност на храна. А при тоа такви куќички функционираат у цела држава. И ја како да го сватам тоа? Единствено како политичка порака на штета на градот и на граѓаните, зашто ми ја даде довербата или зашто Сашко има визија што сака преку новогодишните празници како да им доводи тронка среќа на луѓето. Ако вие што скопјани не дошле кумановци наши, ми имамо супер производи. И сега што се случи? Сите тие 16 куќички за време на новогодишните празници беа затворени од Агенција за храна. Последователна втора таква инспекција имаме на Луна паркот. Па ние пред само неколку години, ќе ги потсетам нели на моите криопаланчи, ние ги носевме нашите деца од Паланка да видат Луна парк во Скопје. Ги носевме за Нова година да видат како градот е. Сега успеевме да ја промениме и перцепцијата и начинот на размислување. Луѓето од Скопје доаѓаат у Паланка за да видат како градот е украсен, да се сликаат со украсен град. Успеевме нашите дечиња да се родуваат тука во Луна парк, во градот. И на некој му текнало по X банални причини да стави клучи на Луна паркот и на кој. И тоа е нешто кое што за мене не сватливо апсолутно. Ама што? Апсолутно не сватливо, Многу си млад и разбирам. Многу си млад и затоа се чудиш, Сашко Митовски. Али како е рекao Иво Андрич, све судрине овог света криве. Проблем е увек у онога што се труди да ги исправља. И увек ќе биде тако е. Спомна смо ги инспектори. Многу ме интересира комунални инспектори. Имате ли у Паланку? Дај позајмите некога. Имаме. Работив ли? Како го работив работу? Имаме комунални инспектори, ако нели инспекцијските одделенија во општините се сочуваат, во поголем дел од општините се сочуваат. Партизирани ли су кадри? Одма да прашам. Видете, ако сакате искрено да ви кажам, да. Па наравно дека сакам искрено да ми кажете. Да, секако, значи, И? Видете, јавна тајна се, нели, знаете по кој принцип одат вработувањето и дека сепак одлуките на крај се и партиски. Не знам дали смеам да го кажем или не смеам, ама сметам дека разговараме искрено, дека луѓето и гледачите треба да ја знаат. Па и на крајот Па боже мони, па не знаев па нешто. Наши гледачи су многу паметни, знаев све. Да. Одлуките на крај се носат низ призма на партиска одлука и тоа е било така и за жал се уште е така, но се враќам на прашањето. Генерално проблем во сите општини е недостатокот на инспекцијските служби, во кои што гледам преку некои се меѓуопштински соработки пробуваат општините да ангажираат инспектори од други општини, нешто кој што и ние го правевме во изминативе пред 4 или 5 години, ако не се лажам. Денеска имаме комунални инспектори, инспектор за градежништво и инспектор за животна средина. Значи немате да ни позајмите, доволно имате. Ние недостасуваат уште неколку инспектори, но овие голем дел го покриваат градот со она што значи секојдневна проблем на граѓаните, пријави секојдневни од граѓаните. Но сепак тврдам дека тука треба институционално да се решаваат и да се надминуваат проблемите, можеби и државата треба да се вклучи многу повеќе. Дали сте лично поборник за казне, како политичар сега ве прашувам? Не. Сметам дека казната не е санкција. Мислам дека превентивата е многу повеќе и укажувањето и едукацијата на луѓето, мислам дека е многу поголем ефект, затоа што верувате, живееме во свет со нови правила. И сметам дека
во тие правила свеста на луѓето, односно она што го кажав едукацијата и превентивата е многу поклучна од казната. Казната не е санкција, не е метод. Барем ја Да, лично ве прашувам, мислам дека не е така. Зошто го велам ова? Пак ќе кажам, ќе земам еден пример. Во 2021 година на еден од моите први состаноци седиме со луѓето од комуналното претпријатие и им викам, мојот приоритет сакам чист, среден и зелен град. И они ми велат, абе знаеш, ние колку и да чистиме, никогаш не можеме да очистиме, луѓето постојано си фрлаат отпад и на крај нема ефект од нашата работа. И ни велам вака, слушајте, наша работа е обврска да чистиме. Ќе дојде момент, ќе дојде ден кога луѓето ќе го препознаат тој, кога свеста ќе почне да функционира, кога луѓето ќе да кажат, чекајте, некој тука води секојдневна грижа и сметка за да овој град биде чист и зелен. И ја денеска пак ќе кажам гор, успеавме да ја подобриме свеста на луѓето. Успеавме да луѓето да им го смениме начинот на размислување. Дека Ви сте успеали уствари Сашко да терате да си го засакав повише град и повише да ги цени в работа преку личен пример. Преку пример, да, успеавме тоа да го докажеме, затоа што денеска кога одиш по улица, викате градот е многу чист, дама, чист е, затоа што не е заслужено само комуналното претпријатие за хигиената во град. Заслужени си граѓаните. Прво индивидуална свест, па после. Затоа што проработила свеста за само неколку години дека ѓубрето не смеа да го фрлат на улицата, тој ќе бара најблиската канта за да го фрлат отпадок. Еве ја ќе ви кажам и мој личен пример. Излегувам еден ден со моите дечиња од дома да се прошетаме градот, ја несвесно махинално се отварам прозор и ѓубрето, односно жакало го фрлам низ прозор. И моите дечки викаат, добро, вика, како не те е срам? Ти секојдневно викаш по луѓето дека таму има ѓубре, зашто таму не е изметено, зашто таму не е изчистено, а ти правиш ѓубре. Верувате дека посрамен живот се немам почувствувано и тоа е тоа што зборам дека свеста проработила ка луѓето, па дури еве кај намалите. Одличен пример е тој, стварно е одличен. Пластичен пример како треба, затоа што и на мене лично ми се дешава, пикавци, нели, и од прозори, и од све. Кад збориме веќе за ѓубре кој што не е избежна тема, кад се збори за Куманово, не за Паланку, ичера имамо нову одлуку да ви се пофалимо 30% поголеми сметке за ѓубрарину. Економски можда издржлива мерка, али ништо нема се стои да се направи, затоа што толку многу камиони фали у град, толку много други работе, толку камате се плаќав, толку на извршители, толку комунални предпријатија, односно јавни предпријатија, вечето се бори, викав. Знаете што има изговор, кад ќе каже некој градоначалник, па, ми смо добри, какви ги има. Ке зборимо по-конкретно за јавни предпријатија, али сакаше да прашам, овој Сабајле е завршен састанак у Куманово за североисточен регион, еден састанак кој што треба да доведе до изградбу на предфизибилити студију за, како го ни викав тој, управување со биоотпад. Кад ќе се врати некој, предпоставам дека сте пратиле директора или на јавно предпријатие, овој Сабајле у Куманово или некога представника од Паланку, пошто за североисточен регион. И добро, нека биде и од некоја невладино нели здружение, имате представник. И дојде у Паланку. И што ви вика на вас? Односно, какви конкретни чекори може да се преземе ако нема паре да се направи тај уопште студија или да се донесе некоја стратегија? Зашто тпкамо уместо и с депонiju Красту и с Свети Николчани, чулели сте дека не го давав да биде таму и управо су. Па мислам дека ни се одземани надлежностите. Ајде да ви го донесемо овдека Красту. Ви супер менаџирате со зград и тој ќе го изменаџирате. Видете, тоа е завршена постапка во кој што мислам дека надлежностите кои што се однесуваат на општина на Свети Николи се одземени, подосно ова прашање се има тој еко североисток и во ингеренција на Министерството за животна средина и мислам дека таа постапка е во тек и очекувам дека до крајот на годината ќе имаме целосна завршница, избор на економски оператор, завршување на тендерски постапки во кои што пенали ќе платимо затоа што смо назад со проект. Па да, многу сме назад, многу години назад.
назад и да еве да почнеме со тоа регионално. А што мислите, Свети Николчани, ако отидев на протести не дадев тамо да има, тамо да биде регионална депонија? Како ќе одговорите на тоа? Ја мислам тоа? дека тоа е апсолвирано прашање, затворено и веќе нели самата постапка по Зашто себе. нема кој да иде на протест, оцелени су луѓе, за тоа ли? Да. Па не знам, значи можеби не. Можеби нели дека самото како одлука веќе мислам дека и Свети Николчани имаат прифатено. Легнале си на брашно. Немам точни информации, но мислам дека е апсолвирано и затворено како прашање. Ги спомнавте комуналните предпријатија. Видите, генерално и цените на услугите кои што ги испорачуваат комуналните предпријатија. Видите, генерално сите комунални предпријатија во државата се во многу очајна и незавидна финансиска состојба. Речи си да не постои комунално предпријатие кое што е со своите секојдневни функции на работ на општа екзистенција, начин на кој да ги дадат клучните услуги на кон граѓани. А верувате дека услугите кои што ги дават комуналните предпријатија се клучен сервис на градот и на граѓаните. Ви помагате ли од Совет со средства? Видете вака, ние од време на време. Нашето комунално предпријатие е исто така во незавидна финансиска состојба, но не толку голема како што е примерот со општина Куманово. И ние носевме одлуки кои што можеби се непопуларни, кои што се можеби на терет на градот и на граѓаните. Еве на таква одлука донесовме со кое што утврдивме комунална такса за урбано зелено по 150 денари од домаќинство. Тоа ја донесовме на почетокот на првиот мандат и многу имаше реакција од граѓаните. Ја ги разбирам граѓаните. Но што тоа беше како еден чекор во кој што ќе дадеме одреден финансиски инекција на комуналното предпријатие за да можат да ги сервисират и да ги менаџират месечните процеси на предпријатието. И таа одлука нормално имаше реакција на граѓаните, но од друга страна што правиме? Ние носиме таква одлука кој што значи урбано зеленило 150 денари по домаќинство и 250 денари по правни лица, но од друга страна општината вложува во изградба и подигање на нови зелени површини, вложува општината во поставување на автоматизирани системи за наводнување на истите зелени површини, значи да имат одржливост, да имат предвидливост истите и едноставно испраќаме порака да, ние сме побарале финансиски средства за да го помогнеме комуналното средство како нова дополнителна давачка од вас граѓаните, но од друга страна, еве водиме сметка и грижа за сето тоа да биде оправдано. Најголемиот проблем, се враќам назад кон јавните предпријатија, е бројот на превработени луѓе. Ние што се соочуваме, превработена администрација за сметка на теренски извршители. Оперативен кадар. Оперативен кадар, за жал, многу помалку, а административен многу повеќе. И тоа, ќе бидам брутално искрен, се должи на партиските одлуки на кои што сме си ги задоволувале и ние и другите партиските апетити, сега немало кај, па ајде во комуналните предпријатија сме ставили и тоа што треба и тоа што не треба. Од друга страна, минималната плата и усогласувањето со минималната плата последователно во последните неколку години се дел од причините за тој финансиски проблем со кој што се соочуваат комуналните предпријатија. Превработеноста и минималната плата, кој што тврдам дека треба и нели работниците и поготово теренските извршители мора да и многу повеќе нивните заслуги се од тие кои што се минимални, но еве тие се генералните причини во кои што се наоѓаат комуналните предпријатија во државата. Ја на моето предпријатие сум посебно и сум задоволен од тоа што го прават и покрај сите тие проблеми, покрај процесите кои што се соочуваат со блокади, со
секојдневни причини, ние од некој начин успеваме да изнајдеме механизми за да еве на некој начин и го одржиме градот и да бидеме сервис кон граѓаните на Крива Паланка, од друга страна И радници зимав и К15 редовно плате се. Доцнем еден месец со плата, ама само ќе значи пред некој повеќе беше 2 месеци доцнем. Значи што значи дека успеаваме да ги менаџираме и процесите, проблемите, па и еве на крај да земат и К15 кој што ни е законска обврска. Гледате ли го градоначалниче Паланку еден ден с роботи куде ни ga изнасав ѓубре, или гледам прошли ден у Копенхаген, скоро у центар на Копенхаген, фабрика за горење на отпад и од очак искача пара. Пареа искача. Значи, ја го гледам Паланку такву. Искрено, тоа е повеќе од амбициозно. Што повише од амбициозно, видите колку ви убаво, па на реку колку убаво, па сега сте упишани у катастер со базен, па не знам што и уште да пофалимо. Ај ова кој сега? Ај од нешто и да се пожалимо. Гледам, немате ги отворено коментари на социјални мрежи, нарочито на Facebook, конкретно збору. Коментари нема. Може некој да ве сподели. Како ондак ќе добиете перцепцiju и јасну слику за тој, мора од нешто паланчани и да не су задоволни од вашура. Точно. Значи збору за општинску администрација. И тоа нормално и треба да биде точно. Како ги добивате? Освен тапшање по рамо или оние дедовци што сам ги видела на празник кад сам дошла, што викав едно златно дете имамо. Мора да постои и оние други. И постои ли нешто што вие у визију било до сега, ама никако не сте могале да го остварите? И на чија ли сте по природу? Да. Па негде у мај сте родени, значи пик како сте... Пик, да. Иде до успех. Хедонист у сваку смислу. Видите, ке ме можеби тоа не знам дали е... Нечете лицемерни људи. Не. Значи слушате ли ги коментари што не им се допада на људи? Видите, значи прво... Не на ВМРО-вци. Да, прво кога сме коментарите. Секогаш треба да знаеме дали коментарите се издржани или не се издржани, дали се со тенденција или се без тенденција. Тешко е тоа. Немате ви времето да го видите, не. Ги читам сите коментари. Како ги немате? Ги читам коментарите, дури некој пат кога гледам дека коментарот е со одредена тенденција, не е без соодветен аргумент, и се вклучам во дискусија за да видат луѓето дека следам се. За да видат луѓето дека ги читам, имам слух и за коментарите, и за позитивните, и за негативните. И ќе се вратам пак. Секоја критика, дали е позитивна или негативна, е добредојдена. И таа може... Много ми е тоа, Сашко. Да, знам, јасно. Многу си млад, многу си модерен. Да, ама... Тој ми е толку закоравено мишљење. Свака критика е добра. Да, не, збориме сега за лоши критики. Ама од истински профили, не од лажни. Да, точно, па треба да се прифати нормално, па тоа... Добро, како? Секоја критика треба да биде воделка за нашата работа, па и да се подобриме на крајот денот. Добро, и кои су најголеми критики? Видите, постојат критики, прво, конфигурацијата на градот е таква со кој што секојдневно се соочуваме со милион проблеми кои што се од аспект на самата конфигурација на градот. Природни непојави, вчера го спомнавте невремето. Ние при секој обилно врнење на поројни дождови, ние имаме толку милион проблеми и поплаки од граѓаните кои што ниту граѓаните, ниту се виновни, ниту па општината има механизам и капацитет да ги менаџира тие проблеми, затоа што се од природна непогода, а конфигурацијата на теренот е таква која што причинува таков тип на коментари, и така коментари може секојдневно да слушнете од граѓаните. Но на крајот денот, кога сумираме генералната слика, можеме да имаме ние негативни коментари, тоа е во ред, не пак ќе кажам да ги имаме. Но на крајот денот, генералниот впечаток на граѓаните треба да биде дали се задоволни од општата работа на градоначалникот, односно на првиот човек. А ние проблеми на дневна основа можеме да имаме милион, но луѓето треба, мислам дека и тоа, да видат дека некој искрено има заложба да се заложи за нивните проблеми, при тоа искрено да им укаже
да, ова е решливо, ова не е решливо. Тука можеме да помогнеме, тука не можеме да помогнеме. Мислам дека граѓаните тоа најмногу го ценат кога има искрен пристап. И сега оно што ме прашавте што сум по природа. Има една особина, не знам дали добра или лоша. Ја многу ретко сакам да слушнам не и немаш. Секогаш барам начини, па било какво да е како предизвик или како проблем, да најдам решение. И верувам дека мојата администрација, односно администрацијата и тимот околу мене, веќе многу добро ме познаваат и велат, само не му велете не и не може. Знаете дека и тој сам ќе направи за да најде решение на проблемот. По природа сум многу тврдоглав и не се откажувам од ништо. Значи, буквално каква да е борбата, каква да е проблемот пред мене, многу ретко се откажувам. Ете, наш слоган како беше одлучно можда. Кумановски слоган е одлучно, така. Одлучно можда. И тој не само за избори. Мојот слоган, знаете каков е? Порака и символика. Градот наш, градот убав. Знам за тоа и допада ми се. И затоа викам дека е старомодно. Градот наш, градот убав. Има душу. Не ви рекла дека старомодно. Не, па малце ми е old fashion, затоа што да бидеме искрени сега деца. Не викам дека не су дужни, тоа ми глупо звучи. Не викам, али помлади не се толку нели бавив с политику. Не се бавив. Значи тие дедовци преке ми кажев што злато дете имамо, затоа што су нели друга генерација, неќу да кажу дали су југоносталгичари или не, дали су социјалдемократи, демохристијани, левичари, десничари, центристи, какви и да смо, наши смо си. Ми смо си тие од североисточен регион. Али млади па не се бавив толку. Јас сум сигурна дека сега ако искочимо со екипу АДП продукција и направимо анкету едно и од 50 млади на возраст од, ајде да кажеме од 10 до 14 години, дека што мислиш? Што ќе покаже анкета? Ај прво да чују ти што мислиш. За политичките? За кој е председател на совет на општину на Криво Паланку? Колко ќе знаев? Видете, ако ја лично се прашам, младите не треба да знаат. Не збориме дали треба или не треба. Па не и младите, генерално луѓето не треба да знаат. Значи, ние мора да ги менуваме начините и правилата на функционирање. Ама препознавав го, тој беше суштина на овој прашање. Препознавав некој кад има душу и кад ќе каже како ви беше слоган. Градот наш, градот убав. Нели? Епа, се тоа е сплет на околности, логичен сплет на околности. Самото слово, градот наш, градот убав, потекнуе, пак ќе се кажем, од љубовта кон градот. И таа поврзаност, и тоа луѓето го препознаат тоа. Што ми се случи, ги спомнавте повозрастните наши сограѓани. Денот на избори шетам низ градскиот парк и поминувам и се поздравувам со повозрастни наши сограѓани и ми велат: дете, вика, вечера кој ти изгубимо, нема да има кој да ни ги направи овие клупи дека да седим. Видела се кај се го чува. Мала работа за луѓето, но за мене многу голем. И верувам дека тие мали работи, тие се мали секојдневни работи кои што се прикажани преку нашата работа, били и се клучни за да луѓето сватат дека тука на крајот денот имало домаќин кој што водел сметка и грижа за градот. И некој кој што го прави тоа секојдневно низ нашата работа. Сега, кога сме кај младите? Генерално младите се разочарани од системот во државата. Се разочарани од сето оно што е низ годините на нас сервирано кај младите. И тука, слободно ќе кажем дека сите немаме колективен пораз. Сите кои што сме биле дел и носители на јавни позиции, кои што сме биле дел од одговорноста, затоа што сме били и мал принос за да младите не бидат разочарани, за да денеска размислуваат и да се го барат патот и алтернативата надвор од државата. И кога зборам дека се разочарани младите,
Мене уште повеќе ми е криво што не успеваме и да ја примиме пораката денес од младите. За жал, видите политичката клима и политичкиот амбиент во државата. Се е сведено на дневни соопштенија, дневни препукувања преку социјалните мрежи. Зар мислите дека младите сакаат да го гледаат тоа? Еве, ја прв ми доаѓа на мене кој што вика, моја веќе претерана работа, кој што викаш дека сме сите ние уморни од овој амбиент и од оваа клима. Младите сакаат функционален систем кој што функционира. Младите сакаат да видат дека некој има различно што размислува во државата и кој што ќе биде трунка надеж, искра надеж дека може да ги промени состојбите преку работа и начин на размислување. Па на крајот денот, младите денеска можеби тврдам дека не носат одлука заради финансискиот аспект да избегаат од државата, можеби е клучен финансискиот аспект, но многу повеќе нивната одлука за да си отидат и заминат од државата и од начинот и квалитетот на живот. А за начинот и квалитетот на животот сме виновни сите ние кои што сме дел и сме носители на јавни позиции. Затоа што преку нашиот начин на работа даваме причина и размислување да, еве, на некој начин да кажат ние сакаме да се заминеме од државата. И пак ќе кажам, за жал, тоа е наш колективен пораз, затоа што преку нашата работа и енергија ние насочуваме во таа насока, да ги измотивираме младите луѓе на кој начин можеме ние да ги подобриме и начинот на работа и системот на функционирањето во државата. Ичне ги оговара смо СДСМовци и на глобално македонско, односно на државно ниво, интересираме мишлење како стои ствари, нешто пасе, нешто пак ќе се зацврстуете, нешто пак ќе се обединуете, нешто пак ќе правите, нешто. Видете, пред се многу од тие флоскуле што ги слушаме и многу од тие препуцавања, да се разберемо, нели, доваѓав од сви партии, не доваѓав само од власт. И сега, како го гледаш СДСМ у наредни 10 години, не идемо повише од тоа. Не идемо у далеку будуćност. Видете, и доста, нели е више доста и од нима састои посветеност. Свако соопштение со голема посветеност тргнуваме во подобра иднина за Македонија. Видете, ако може добро да ме следите, значи јас сум гласен критичар на моменталното партиско раководство од многу причини, за кои што искрено не би навлегувал и сметам дека истите нема потреба, истите треба да се дискутираат во рамките на органите на партијата, луѓето најмалку треба да бидат поднос на истите, преку ваква подкаст да бидат нели информирани, но оно што му се случува на Социјалдемократскиот сојуз во моментов, навистина за мене од една страна ми е жал, од друга страна чувствувам грижа на совест, загриженост, зашто не успеваме да ги подобриме состојбите за да бидеме здрава алтернатива за граѓаните. Се уште перцепцијата кај граѓаните е створена дека ние во овој момент не сме подготвени да бидеме било каква опција, а тоа за жал беше и пораката која што испратена од гласачите на последните локални избори. Генерално, гласачите испратија и друга јасна порака во државата, дека не се задоволни ниту од СДСМ, ниту од ВМРО. Видите падот на гласовите кој што на ВМРО од 100.000 неколку гласови, тоа е порака кој што не ја примаме ни СДСМ, ни ВМРО, дека не се задоволни граѓаните. Порака беше и изборот на градоначалник на град Скопје со 80.000 гласови. Никогаш во историјата Скопје нема изберено прв човек на општината со 80.000 гласови. И тоа е порака. Да бесте жител на Куманово, за кога ќе гласасте ви лично? Да, ќе ви дадам одговор. Порака на гласачите беше и бројот на неважнички гласачки листови од 70.000 гласачки листиња кои што имавме во државата. И тоа беше се порака на граѓаните. И сега оно што посакувам Социјалдемократскиот сојуз многу побрзо да закрепне од целата оваа состојба, да изнеде начини, модели на функционирање со кои што
ќе успееме да го освоиме пред се вниманието на јавноста, да се консолидираме внатре во органите на партијата, затоа сметам дека во моментот не сме консолидирани, премногу сме разединати. Подитно мора да го промениме начинот и пристапот на делување, сето она што значи секојдневни соопштенија на граѓаните кои што се уморни преку сите тие соопштенија, да го промениме пристапот и да понудиме свежа, нова енергија, нова визија за развојот на државата и мислам дека само на тој начин можеме да видиме здрава алтернатива опција. Да понудиме капацитет во кој што ќе можеме да го обединиме целокупното опозицијско расположение во државата. Ето, апсолутно гледам дека во моментот не го правиме. И на кој начин ние ќе можеме да бидеме сериозен, сериозно да испарираме на ВМРО, еве зборуваме дека во следната година во месец април би имале парламентарни избори. Да, ама све док е оваква атмосфера на дали си поголем бугарин или поголем србин, ништо не бива, ни од тие, ни од тие. Точно се согласам. Значи, за тоа зборам дека е поразително. Во моментот политичкиот амбиент, Ама млади ако не су заинтересирани, ретко су млади како тебе, како вас градоначалниче, како тебе Сашко Митовски, што сакав да бидев активни партиципиенти у политику. Видите, само конкретен пример. Ќе се случи вториот пензијски фонд да не го укранат, ние секој сабаде преку соопштение бугарите во устав, бугарите во устав. Значи, апсолутно не логично. Скроз. Немој да ми останеш дужан. За кога би гласаел Куманово да беше жител? Тема, тоа е една дел од промашена тема. Видите, за последните локални избори, така. За последните локални избори понудата беше Мартин Костовски ми пред себе. Личен другари сме, исклучително во добри односи. Извини му се он на Максима и си отиде у Хаг. Така ли? Ај, за тој беше тој извинење. Оставите лични односи. Добро. Гледате сега. Сега, значи политика, да. Ја иако претходно немаме лично запознаено со Горан Стојковски Диро, имав можност да видиме ваш подкаст каде што тој беше гостен и стварно ми остави еден убав впечаток на уникатен начин и на неговата визија и гледиште на работите на кои што сметам дека е апсолутно различен од сето она ние што го правиме и навистина ми остави впечаток многу добар, за да отпосле имаме и можност да лично да се запознаеме само неколку месеци после одржаните локални избори. Жалам, искрено жалам, што токму Диро не е прв човек на општина Куманово, затоа што препознав кај него искрена и визија и начин на работа кој што е многу различен, пак ќе кажам, од сите нас и мислам дека човекот заслужуваше поддршка и доверба од кумановчани за да ја води општината. Ја секако пак мојата доверба, ако се ја прашувам, би му ја дал токму на Диро. Да завршимо с, ако ми дозволите, ако ми дозволиш, Сашко, да завршимо с оно што ќе се дешава, још увек не е завршено културно лето у Паланку. Да се подсетимо кога доаѓа Лепа Брена, тој ќе биде хит информација за сви, не само од североисточен регион. И преку њојни песме да покушамо да го осликамо Паланку, евентуално Куманово. Па јас се подсети за некој, пошто постара сам, би сам од ту генерацију кад смо го слушале не Висилија Кубрена, па се подсети на некој њојни песме, па да кажемо за крај, да ги поздравимо гледачи на подкастрување. Ситние, Сашко, ситние, покажи нам најбитние. Дали би ми ти на мене кажаја пожели среќу другима или ја на тебе тој веќе знак прашање вимо? За мене сакако ке важи пази коме завидиш, од аспект на тој што доаѓа во Куманово, аки си талент менаџер на Криво Паланко. Ја немам други домово, е веќе обавезно за тебе, за Криво Паланко. И на крај да завршимо, па предпоставljate като би било с хајде да се волимо. Нели? Ако има некоја песма која ти е омилена да го спомнеме, може и на вакъв метафоричен начин за крај и да ги повикамо луѓе да дојде и да кажемо дека
И чтејќу некој кад те каже о укусима се не расправља, а дали некој слуша Северину, дали некој слуша Брену, да кажемо и тој дека све срдино работиш, ки е да мало амфитеатар во музеј да се направи, значи разбираш го културу, не ги разбираш само културолошки трендови на Балкан, не си турбо фолклор у душу, тој се види. Значи може да дојде Љумбојна, Како што дојде за културно лето, доаѓала Северина, ама Северина е Севе, ке дојде Лепа Брена. Сак малце остарела можда, ке спое некој фалш, али кој друг ке дојде и како ќе се заврши културно лето? Ако сакавме да направиме подобра реклама, која што е уникатна и отсликана преку вашето, не можевме да се мислиме дека на подобар начин да најавиме и гостувањето на Лепа Брена. Ви благодарам за уникатната најава. Мене ми е посебно мило и драго што во последните неколку години, еви кога станува збор култура и сето она што го правиме како културна програма на општината, навистина Криво Паланка е препознатлива во државата. Бевме и град на културата во 2024 година, а тој праг висок кој што го држиме во континуитет неколку години, успеваме секоја следна година да го задржиме. За денеска слободно да кажеме дека Крива Паланка можеби е постојано во фокусот на јавноста и вниманието со сето она што го правиме како културна понуда и програма. Успеавме, ако се вратиме од 2021 година, да ги донесеме Аца Лука, Здравко Чолевич, Северина, минатата година Цеца ја донесовме, за да оваа година ја донесеме и Лепа Брена. И кога спомнате Турбо Фолк, да, сепак укусот е прашање на вкуси и Турбо Фолкот, но сметам дека сето ова што го набрав се сепак најголеми регионални музички имања кои што од една страна привлекуваат сериозно внимание, но од друга страна зашто го правиме ова? Го правиме за да, на некој начин покажеме дека и малите општини може да живеат со големи приказни. Крива Паланка покажа во изминатите години дека е мала општина, а му умее и знае како да живее со големи приказни, а од друга страна она што за мене е многу битно и значено, преку културната понуда и програма. Од една страна, да го јакнеме имиджот на општината, но од друга страна, сето тоа да значи и да биде во функција на локалната економија и туристичката понуда на градот. Нешто кој што успеавме да го направиме во изминатите години и нешто кој што и оваа година го правиме преку програмата за културно лето. Ја почнавме изминатава недела со гостување на Љубојна, а ќе продолжиме во следните 2 месеци со повеќе од 50 различни настани од различен карактер и од различни жанрови, за да на крај културното лето го завршиме на 29 август, традиционално на крајот на месец август, како што кажав, на големиот верски и христијански празник Успение на Света Богородица и нашиот заштитник на градот, патронот Свети Јоаќим Осоговски, со гостување на големата мега популарна звезда Лепа Брена, а инаку таа недела во која што го завршуваме културното лето, за Крива Паланка е фестивалска недела. Имаме традиционален интернационален фолклорен фестивал кој што очекуваме гостување на повеќе од 7-8 различни држави и имаме манифестација која што ја нарековме пред само неколку години воспоставена. Тоа е манифестација Шопско село кој што паралелно се одржува со фолклорниот фестивал, што значи дека Крива Паланка повторно ќе биде посакувана и препознатлива културна дестинација во градот. Ја очекувам на настанот на кој што е најавено гостувањето на Лепа Брена. Прво, терминот на одржување е одличен, станува збор за продолжен викенд, покрај тој и празничен викенд. Ја очекувам дека градот има повеќе од 30.000 посетители, нешто кое што од претходните години сме покажале дека имаме капацитет да го организираме, да ги примиме сите тие луѓе, да им обезбедиме доволен број на паркинг места и да се покажеме во вистинско домаќинско светло, како што знаеме да го правиме тоа. Не ве прашую. Има турски еден израз за паре, не знам дали го знаете овде у Паланку, мангр од куде ќе најдете, затоа што нели бесплатен ќе биде улаз. Да, точно. Ќе го оштетите малце, буџет ќе му земете. Да, видете, тоа се
секој пат, нели, се поставуваат и тие прашања во јавност од каде финансиски средства за Ама мора, реализација. затоа што Мора. збори, шпекулира се со суме, на пример, кога те доваѓае Здравко Чолич и од тој ниво, да кажемо, од тој музички ешалон на звезде, увек су се шпекулирали и вртеле некои суме баснословни. Не знаев луѓе, не су информирани. Пушти се некоја шпекулација дека Здравко Чолич ќе земе 50.000 евра и сега Видите, сумите... не се работи за тој да. дали ги јас слушам песме на Чолича или не. Не се работи за тој Да, точно. дали треба да ги убедимо луѓе економска издржливост на некој таков културан Да, дали културолошки општо проект, ги видите. Дали да дојде Љубојна, дали да дојде некој рокери, дали да доведе, дали да има фестивал на електронску музику, не. Да. Друго е суштина. Знам. Прашањето е, се трошат јавни пари на граѓаните. А кој не нас прашаја дали да дојде лепа брена, да? Точно, и реакциите се од тој. Но јас сакам и тука одговорно тврдам. Значи, ние во изминативе 4-5 години не трошиме ништо повеќе од тоа што општината трошила во изминативе години кога не сум бил ја таму. Не ми беше намера да се правдате, не Не сакам да се правдам, не сакам него кој го бира кој да дојде не у сакам да културно кажам. лето? Сакам тука да нели војата и желбата и начинот да покажеме дека и можеме. И со тој буџет кој што бил пред 10 години и денеска со истиот буџет да донесеме имиња од таков ранг и таков карактер. И прашање сега пак ќе кажам клучното, зашто тогаш немало, денеска има. Значи некој покажал дека знае и умее и да најде и начин и волја како да го изменаџира сето тоа и да ги донесеме најголемите балкански звезди тука да не бидат во Крива Паланка. Па да се слушне за Крива Паланка и да кажат една Крива Паланка ги донесе сите најголеми музички не, извини, молим ти се, више не се вика една Крива Паланка, сак се вика па едно Куманово, па нешто ако се знаеш што се вика у последно време? Ми смо среќни ако дојдев и еден пат у месец не го сфрлив ѓубре. И ми би сакале да имаме овакви промени како што има Крива Паланка, затоа што стварно више не се вика една Крива Паланка. Ви не сте паланчани, ми испаднамо поголеми паланчани од вас. И с наши навике и со све. И сега луѓи и жители на најголему општину у Македонија што су среќни и што ги фалив предузеќа и предпријатија јавни, ако им га земе в ѓубре еден пат у месец на овие високи температури, сега одговорно тврду дека за нас викав едно Куманово, ако е могало да го доведе лепо Брену, па може и Паланка. Сега е веќе обратна перцепција. Јас се захвалувам многу за овој разговор, за овој пријатну атмосферу и за све избориле би до јутре и за паланчани, и за паланачки компири, и за колку сте вредни, и колку сте неимари познати, и колку имате смислу да си ga сакате град и колку на крај на ден тој умете да ga покажете, за разлику од тамо некои, нема да ги именуемо. Фала многу, Сашко Митовски. Фала ви многу на вас за можноста да бидам дел од вашиот подкаст. За мене ова беше прво искуство да гостувам на еден ваков подкаст, на кој што верувам дека и на вашите гледачи ќе го задржиме вниманието и ја сакам да ги поканам вашите гледачи, вашите гости и нашата соседна општина Куманово да бидат наши гости на големото музички настан. Знам и сум убеден дека ние секогаш сме добри домаќини. Ви благодарам уште за можноста и честа да бидам дел од вашиот подкаст. Градот ваш, градот поубав. Да. Секогаш.